Денеска се одржа третата летна крводарителска акција на Црвениот крст при Општинска организација Велес во просториите на ликовниот салон. При разговор со доктор Кирил Лазов дознаваме дали е безбедно дарувањето на крв во време на пандемија од COVID-19. Безбедно крводарување, односно што би значило тоа? Значи, процесот се одвива на тој начин што пред самото наше доаѓање и со самото доаѓање се врши дезинфекција на просториите. Персоналот е секако и почитува протоколите, дезинфекција, носење на заштитни маски, заштитни ракавици и секој дарител со самото доаѓање доколку не носи заштитна маска му возможуваме да му даваме заштитна маска. Како што вели доктор Лазов, секој здрав човек може да дарува крв. Според него, крводарувањето представува привилегија која што има големи бенефити. Крв може да дарува секој од 18 до 65 години. Инаку карактеристично за оваа крводарителска акција е тоа што траеше 2 дена. Ово е 27-ма поред се одржи оваа летна традиционална крводарителска акција која заеднички организираме, значи Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Велес и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Значи тоа го правиме 27 години наназад. Оваа година се одржува на 13 и 14 август во просториите на ликовниот салон во Велес. Како што гледате, акцијата засега тече одлично, луѓето си доаѓаат, си даруваат крв, заинтересираноста е добра и се е во најдобар ред. Волонтерите на Црвениот крст исто така беа присутни на оваа крводарителска акција, кој што помагаа за нејзино успешно реализирање. На денешниот настан мојата обврска е да ги легитимирам сите луѓе што доаѓаат за да даваат крв, да ги пронедам во списокот нивните картончиња, да ги запишам, да ги заведам, да им помогнам на лицата на кои што имаат потреба, лица што не можат да гледаат, да го пополнат формуларот или лица што не можат да читаат. Тука сме ние волонтерите да помогнеме, а исто така како една обврска што самите си ја наметнавме тоа да внимаваме на тоа кој носи маски, дека да постават правилно маската да ја носат, да ги дезинфицираат често рацете и нели да се придржува една дистанца од метар и пол до 2.